Здраво дечки, како сте? Јас сум Стефан и добро дојдовте назад во 12 Days of Челико. Денеска е Day 10 или Ден 10, како да го викате. И во денешното видео ќе кажам што мислам јас за некои македонски јутубери и тиктокери. Секако некој го искажа своето мислење за мене во претходните делови. Па да не договлекувам многу со најавата на ово видео, не заборавте да ставите лайк и доколку се уште не се претплатени на мојот YouTube канал, направете тоа со кликање на subscribe копчето доле. И ајде да почнеме. Овдека ќе ги имате нивните TikTok акаунти и YouTube акаунти доколку имат. И прв на листата ни е Вајгале. Вајгале учествуваше во двата дела, па Вајгале прави прејак контент на YouTube. Значи му се восхитувам, редовен е многу, прејак контент прави. Сега скоро си купи и нов компјутер, па многу подобри видеа прави. Од него видов туторијал како да ги правам тамнейловите, многу ми има помогнато околу моите видеа како да ги подобрам, па фала му многу. TikTok тој го користи за промовирање, следи трендови, па има доста фоловери, околу 20 и нешто илјади, што значи дека е добар. Следна на листата имаме Симона или Плавоката и таа редовно учествува во видеа на мојот канал. Симона прави видеа за секого. Имаш влогови, имаш мејкап, имаш што и да сакаш, но премалци видеа има, затоа те молам почесто снимај. Видеата ти се многу calming, кога ги гледаш видеата можеш комотно да се заспиеш. Преинтересни видеа, само те молам биди поредовна. Исто така и тиктоковите се многу интересни на Симона, знае да те насмее, следи трендови, прејаки тикток прави Симона. Потоа следна на листата имаме Анастасија Христовска. Таа ја немам видено да снима на YouTube, но затоа снима на TikTok. Во последно време ја снема некаде, но знаеш дека ако гледаш едно видео сега од Анастасија, сега има црна коса, во наредното видео има виолетова, во некое друго видео зелена, цело време ја менја бојата на косата. Тиктоковите се многу чил, многу интересни, смешни. Четврти на листата ни е Христијан Маџунков. Тој мислам дека ги прави најаките видеа со саундсот преспав, со филтери, со облека, со се живо и диво. Христијан прави најаки TikTok видеа. Потоа ја имаме Тамарас Артс, таа учествуваше исто така во двата дела. Сите поточно до сега учествуваа во двата дела. Таа има само едно видео на YouTube, па снима почесто. Видеата на TikTok, барем за мене, ми се многу relatable на Тамара. Па погледнете ги. Наредна на листата имаме Вики Тошевска. Вики Тошевска мислам дека е најактивна од сите што сме TikTok Македонија. Ти имаме малце гости од сега, но како што кажа Вики Тошевска е една од најактивните луѓе што се во TikTok Македонија. Таа цело време прави дуети, цело време тагнува некого и највклучена е со фановите. Потоа, наредна на листата ја имаме Марија Стојанова. Таа прави различен контент. Ќе видиш влог на нејзин канал, мејкап туторијал, нешто, цело време различно снима. Исто така и тиктоковите и се со мејкап, со се, значи ти се восхитувам на талентот што го имаш. Потоа, наредна на листата имаме Ива Орландо. Таа исто така снима различен контент, прејак контент. Не знам како толку брзо ги едитнува видеата. Денеска гледаш негде искочена, утре за тоа веќе таа има влог. Значи, не знам како си толку брза. Тиктоковите на Ива и се од секојдневието, интересни се, ќе те насмеат. Наредна на листата имаме Леонтина Бенсон. Леонтина Бенсон, не знам како може да бидеш толку перфектна. Цело време си активна на TikTok, значи секаде може да те видиш open-minded, значи супер си. И последна на листата ни е Бојан Стојковски. Тој почна да снима на YouTube, има различни предизвици, реакции, каде те снема. И исто така и со TikTok, значи снима од се по нешто, значи има за секого по нешто, но те снемува на моменти. Па, тоа е тоа за видео, се надам дека ви се допадна. Значи овдека нивните YouTube канали и нивните TikTok акаунти, сабскрајбнете им се, пишете им во коментар Челико ме прати. Исто така и на TikTok, фоловнете ги, пишете им во коментар дека јас сум ве пратил. И се гледаме утре во 5 часот на мојот YouTube канал со ново видео од Челико. Чао!